наше огромно задоволство. Денеска ќе зборуваме за нешто што ќе се случува во Кавадарци во делот на театарот, а овдека со мене за прв пат во утро го имаме и актерот Александар Малинков од Домот на културата Иван Мазов Климе. Александар, добро утро и добре ни дојде. Добро утро. Ве најдов во добро расположение вака понеделнички убав ден. Првосептемвриски. Добро утро на сите гледачи на вашата телевизија и добро утро на сите првачини, на сите ученици од мене. Така. Ве поканив да дојдете во утро заради тоа што имаме убав повод да се крчка нова представа, каде што вие ја имате главната палка, јас би рекла, во повеќе сегменти. Ајде малку да откриеме на гледачите за што станува збор. Да, веќе 2 недели се работи. Ќе откриеме за што се работи за конкретниот театарски проект, меѓутоа само би спомнал во една реченица дека ова е една од ретките театарски сезони, значи од Нова година па се до сега и до крајот на годината ќе биде многу плодна за Кавадаречкиот театар кој работи во рамките на Домот на културата Иван Мазов Климе. Значи доста премиери и за возрастна публика оние представи кои што се наменети жанровски различни, меѓутоа и доста работеше годинава и детската и младинската сцена. Но за тоа подоцна, ако имаме време, сега од пред 2 недели почнавме да работиме на еден текст кој што се вика Смртта на еден човек на Балканот. Текстот е напишан од Мирослав Момчиловиќ од Белград, од Србија, професорот Момчиловиќ, пред 15 на години скоро, негде 2010-2011, меѓутоа е апсолутно актуелен и ден денес. Сега, жанровски, кога би го определувал, може би не постои црна комедија, меѓутоа тука сме негде. И е комедија и на карактери, е комедија и на ситуации, малку боцка некои општествени државни теми и проблеми, малку повеќе се занимава со менталитетот на народите, би рекол, на овие балкански простори, бидејќи многу сличности има, се препознаваме во тоа. И не знам што би ги интересирало гледачите да не откриваме многу тајни. Меѓутоа, кога спомнав менталитет и карактери и црна комедија спомнав, се работи за еден композитор на класична музика од европско, би рекол, ниво, со државни награди и така, високо наградуван. Човекот е самец и цело дејство се случува во дневната соба на неговиот стан. На почетокот извршува самоубиство. Сега би се допрел до една црна комедија, што реков. Режијата е моја, меѓутоа и преводот и адаптацијата, малку го лоцирав тука на овие наши простори. И први нормално кај нас како во зграда доаѓаат соседите. Главното дејство е двајца соседи и двете нивни жени, кои што се први сведоци на тој чин. И тука се случува... И тука се случува се и сешто. Заплетот и перипетиите и се останат. Додека се чека првата помош да констатира смрт, додека се чекаат полиција и форензичари и така натаму, се она што следи, цело дејство се случува тука. Така, да не откриваме и многу што е дејството, а верувам дека ќе биде доста интересно за публиката. Кој се ќе учествува во представава, колку актери учествува? Голем е тимот. Значи, покрај она што се доекипиравме веќе ние со редовен статус, значи покрај јас во улога на режисер и во улога на тој композиторот. Тука се Диме Коцевски, тука е Диме Боцев, тука е Видан Станоев. Од поголемите
улоги исто така, негде носечки улоги, се враќа на сцена Сузана Димова. Тука ни е Цветанка Прочкова од Неготино, како гостин. И во епизодите се појавуваат 7-8 лика. Ни се враќа повторно на сцена Никола Колев Зезо, тука е Благица Ѓорѓиева. Од тимот епизода една многу интересна игра Саша Орешков, тука е Петар Јоманов, да не заборавам некој. Кабранов е тука, Томе од Демиркапија. Сабро? Да, Томе Сабро. Еден прекрасен лик на тој првиот полицаец, главниот, командирот би рекол, има. Пријадан некој, имаме гробар. И сега пак покрај тимот се навраќам на оваа Благица, не спомнав, Ѓорѓиева Боцева. Игра и таа една прекрасна епизода. Многу е интересен фактот, сега пак ќе се допрам до темата, додека се чекаат официјалните органи, кажа веќе кој, прв доаѓа приватен службеник, собственик на погребно предпријатие. Има многу запрети. Тој пред сите стигнува. И перипет. Да, па се. Има моменти кај што многу добро ќе се запраши публиката. И тимот е комплетиран, реков, пар недели работиме, се очекува меѓу 15 и 20 октомври. Тоа сакав да ве прашам, кога ќе биде премиерата? Заради тоа што до крајот на годината ни следуваат уште неколку проекти. Микица ќе работи на Чехов, таму играме еден од ликовите, 2 едночинки на Чехов. Таму сме обврзани до 15-20 ноември премиера. Па ноември ни е месец на театар, па се неколку гостувања од други театри и со нашите представи што се. Значи спомнав, игравме лански репертоар, еве Сабајле, во 4 требаше да пристигне тимот од Несе клади на Енглези од фестивалот Тузла. Пред точно еден месец ја игравме Жена ми се вика Борис, успешно наградувано на фестивал во Требиње, исто така Босна и Херцеговина. Бевме пролетта на фестивалот на аматерски театри во Кочани кај нас. Ни следи, реков, Чехов и ни следи детска новогодишна представа по традиција за најмладите до крајот на годината. Плодно театарско тло имаме овдека, особено во Кавадарци. Вие како дипломиран актер, сметате ли дека во последно време што се зафативте да правите представи малку од посериозен карактер, малку потешки жанрови и успешно го владеете сето тоа, затоа што публиката го кажува самото тоа со посетеноста на сите тие ваши премиери и давање на сите тие представи. Меѓутоа, сметате ли дека во Кавадарци имаме квалитет и дека тој квалитет треба малце повеќе да се вреднува? Имаме, да. Јас, само да спомнам, имам 15 месеци до пензија. Да, ма сигурно нема да се пензионираш. Редовно вработен во оваа куќа, инаку можеби скоро, да не претерувам, половина век од на нашата кавадаречка сцена, ако го земам аматерскиот стаж и играв и додека студирав на академија. Сме работеле и со професионални режисери од страна. Го негуваме тоа колку ни се финансиските можности ни дозволуваат на секој пар сезони каниме, да не биде тоа само моја режија, моје видување на било кој текст драмски, да не биде тоа само на Диме Коцевски, на Диме Боцев или другите од нашиот тим. Квалитет има. Сега ќе бидат веќе и редовно вработени не само со договор на дело, реков и Виден Станоев, и Диме Боцев, тука ќе биде и Микица Илова. Значи, нема да бидеме само јас и Диме Коцевски. Така. Тимот се проширува, има многу таленти. Сега ни примија пред 3 дена еден многу добар лик, би рекол, едно момче што се вика Ристе Стојанов, кој што играше 7-8 што детски, што вечерни представи, го примија на ФДУ. Одлично.
да му честитам вака понеделнички утрински. Сигурно е се уште во еуфорија збунет. 2-3 дена поминаа само од последниот како се вика тоа дел на приемниот испит, кога дозна дека е примен, така се надеваме дека ќе се заврши и ќе се врати, затоа што имаме ние две девојки од Кавадарци, меѓутоа едната живее работи во Скопје, другата во Холандија. Така, зборуваме за ни не достигаат актерки. Така. Со актери полека се екипираме. Од тука натаму градот треба да има малку повеќе слух. Знаете, театарот при Домна култура во неколку наврати, па најмалку 3, можеби 4 наврати навраќајќи се наназад со децени, беше на чекор до професионализација. Едноставно градот, органите кои што управува во тоа време нема слух. Публика имаме. Тоа некако сега се менуваат работите. Едуцирана публика, добра публика. Тим имаме, дури во техничкиот дел се екипиравме еве сега. Пепи Ангелов е примен за редовно вработен, за техника. Музика, светло, техника и се надевам на подобро. Да го дочекам тоа на крајот на мојата кариера. Мислам, работен однос се, кариера, здравје. Тоа не значи дека ако одиш во пензија, дека стварно ќе бидеш во пензија, него ќе продолжиш и понатаму да креираш и да твориш. Јас сум сигурна за тоа што обично во нашата професија додека заразна те држи меморија, снага и здравје, не се оди во пензија, освен формално. Така. Заборавив од проектите да спомнам дека и тоа беше успешна представа Коцевски кога го спомнава. Кавадаричките пастови, и тоа беше една урнебесна комедија. И сега одеме во некои други води. Спомнавте за Жаровски и поттешки предјази. Јас сакам провокација. Не сум се профилирал во тие режисерски води. Јас сум пред се актер. Сум работел од Васил Илјовски до Сердарот од Григор Прличев, преку 2 представи Дупло дно и Тетовирани души на Горан Стефановски, и така натаму, и така натаму. Имам 2-3 поставено праизведби на ризик на што повозрасни наши македонски автори, што помлади, допирале добри теми. И сакам да остане една порака. Така е. Така ќе биде и со оваа представа што ја спремате, која ќе остави порака и ќе ги запраша малку гледачите кои ќе дојдат да гледаат, да се преиспитаат малку што прават во животот и зашто го прават сето тоа. Да, пак преку призма на хуморот, ама по трет пат ќе спомнам. Така. Црн хумор ќе биде. Така е. Ќе биде смешно, дружиме, ќе се насмееме, ќе пратиме некоја поракичка, кој разбрал, тој ќе се замисли. Да, кисело смешно ќе биде. Така. Да. Ви посакувам да имате успешна премиера, да представата го дочека светлиот ден, да може да добиете и некоја награда, да имате гостување и надвор од државата, каде што ќе се представите со оваа представа, а секако и се надевам и сум сигурна дека со текот на времето Кавадаричкиот театар ќе прерасне во професионален, бидејќи сметам дека има квалитет и дека можете да се носите со тој предизвик. Ви благодарам прво на честитките и на желбите и на надежта дека ќе имаме успешен и проект и понатамошни проекти и на желбите за професионализација, ама тоа чекор по чекор. Не сме многу далеку. Важно е дека се движат работите на напред. Да, ќе се видим со вашата телевизија, се надевам, со прилог. Пред премиера, за премиера, некој разговор, некој прилог, така малку и да подсетиме и да направиме реклама за смртта на еден човек на Балканот. Секако дека ќе биде забележано од наша страна сето тоа што го правите во Домот на културата, па и вашата представа. Ви благодарам што одвоивте време покрај тоа што имате проби постојано и што бевте дел од утра. Ви благодарам и вам, уште еднаш убав ден, убав работна недела на сите гледачи на КТВ телевизија.